Пресуда за овој случај ќе има утре токму напладне. Судијата Душан Јосифовски треба да одлучи дали овие обвинети ќе ги прогласи за виновни или не. Тие денеска го даваа својот завршен збор, повеќе од 6 часа траеше рочиштето, така што вечерва ќе биде клучна тој да ги сумира сите впечатоци и да ги анализира завршните зборови и доказите во овој случај кој што ги поднесоа обвинителството. Поранешните обвинители од СЈО Фатиме Фетај и Гаврил Бубевски, како и обвинетите Миле Јанакиевски, но и неговата одбрана и останатите 6 обвинети во овој случај. Веќе кажав дека Даниела Рангелова, Борче Богдановски, Миле и Милан Андоновски се ослободени, односно обвинителството побара да бидат ослободени од вина. Миле Јанакиевски, поранешниот министер за транспорт и врски, овде е второ обвинет и тој е обвинет дека ги поттикнувал насилството, односно дека давал насоки што да се случува пред бараката на општина Центар во 2013 година, кога имал сознание дека нема да биде изгласан деталниот урбанистички план Мал Ринг, како што било очекувано од највисокиот партиски врв. Миле Јанакиевски вели дека се чувствува како жртвено јагне, бидејќи откако Никола Груевски побегнал во Будимпешта, тој речиси секој ден е во судот и му се суди за разни кривични дела. За во овој случај тој вели дека му се суди за шамари кои што не се ни случиле. Само да подсетам дека овој предмет е формиран по прислушуваниот разговор кој што го имаше веќе пуштено и во јавноста, кога Никола Груевски му се јавува на Јанакиевски и му ја кажува идејата да на тогашниот градоначелник на општина Центар да му бидат удрени 5-6 шамари. Јанакиевски тврди дека тој ниту одговорил потврдно, ниту дал одобрение за оваа идеја на Груевски. Интересно е што тој вели дека како најблизок соработник, односно тоа била само перцепција која што била створена во јавноста, бидејќи селективно биле избрани бомби, преслушувани разговори за него во кои што тој е прикажан како насилник, терорист и лице кое што ги извршува наредбите од Груевски со цел да му се наштети на неговиот личен интегритет, односно однапред во јавноста да биде осуден за било кое кривично дело. И неговите адвокати побараа да биде ослободен од ова обвинение. Господинот Миле Јанакиевски веќе лично си има поднесено барање во предметот Таргет тврди да истиот биде третиран како оштетен. Доколку некој мене ми верува и сум негов најблизок соработник и човек од најголема доверба, сигурно нема да ме проверува преку снимање на моите разговори, а таму се тврди дека тоа оди преку управата за разузнавање, но не е потврдено, не е докажано.